Што мислите вие за мислењето на актуелната влада дека треба да се запре со постапката на оценување на уставноста на членот 175? Ја би можела да разберам добрата волја тоа прашање да се уреди. Но Уставниот суд гледа одредби кои што се во правниот поредок, а не одредби кои што се во најава. Значи, сепак Уставниот суд може да работи само со она што има правно дејство во овој момент, а тоа што Уставниот суд го има е оваа одредба и ништо друго. Образложението на владата, меѓу другото, е дека ако се укине членот 175, УБК ќе остане без правна основа за следење на комуникациите и во тешки случаи на организиран криминал, тероризам, случаи во кои што е загрозена националната безбедност и така натаму. Тоа е точно. Имаат право во врска со тоа. Мислам и затоа Уставниот суд малку споро ја движеше целата постапка, но сега е дојден веќе моментот во кој што, нели, по покренување на постапка, по известен период, треба да дојде и до самата финализирање на предметот, значи до укинување. Ако тоа се случи, ќе има одредена правна празнина и мислам дека треба да се охрабри владата што побрзо да го уреди тоа прашање, за да немаме проблеми. Ако има било какви дополнителни измени законски во тој член, па се додаде нешто дека се алудира дека при вакви, нели, приклучувања би требало да има покритие, нели, одлука на истражен судија, јавен обвинител и така натаму. Било каква додавка во конкретниот член на некој начин, може би можело да се премости, ама вака како што е, тоа е навистина многу истоветно со оној предмет од 2010 година и мислам дека сепак судот би требало малку достоинствено да се држи на своето.